Поразителен факт е земја претендент за членство во Европската Унија 18 години да нема спроведено попис, вели професорката од правниот факултет Јасна Бачовска-Недиќ. Според неа, оваа операција која е задолжителна по препораките на Обединетите нации, наместо како реална потреба во земјава се перцепира како политичка акција. Пописот не е само пребројување на помалите етнички заедници, вели Бачовска, туку статистика која е клучна за нормално функционирање на општеството. Нашата цел беше да кажеме дека пописот не е само тоа, тоа е еден од аспектите, туку пописот е една значајна статистичка операција која што треба да понуди целосна информација за нашето општество, економска, политичка, образовна. Знаеме дека пописот беше предвиден за во април 2020 година, еве сега имаме повторно најавување дека пописот ќе се одложи во 2021, што е една несретна ситуација. Надлежните децидни, пописот не смее да се стави во функција на предизборните кампањи, па затоа тој наместо на пролет ќе се одржи во април 2021. Концептот на пописниот прашалник немало да се менува, вели првиот човек на државната статистика, а во меѓувреме ќе се спроведел уште еден пилот попис. Ценев дека е подобро да биде 2021 година од проста причина што сепак трае некоја процедура после изборите да се формира нов парламент, можеби нова влада која што треба да почне да работи, а нас не е исклучително битна поддршката, логистиката која што треба да обезбеди владата и сите министерства, поготово што неколку министерства се вклучени во самата операција, Министерството за одбрана, Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика, за да може да бидат во функција. Денеска беше промовиран и прирачник за новинарите. Целта била преку медиумите да се подигне јавната свест за потребата од итно спроведување на оваа статистичка операција.